Новиот министер за надворешни работи Никола Димитров не сме да отстапи од највисоките државни и национални интереси, а тие се веќе дефинирани. Членство во евроатлантските структури и одбрана на македонскиот идентитет. Со секоја изјава за релевантни меѓународни медиуми, која што остава простор за различно толкување, само се креираат забуни и вознемиреност меѓу граѓаните на Република Македонија. Видовме дека МНР веднаш реагираше за да се повлече изјавата дека СДС размислува за промена на името. Но во иднина мора многу повеќе да се внимава, бидејќи функцијата министер за надворешни работи е одговорна и не остава простор за екзибиции. Секој несериозен настап и секој несериозно постапување може да ги доведе под ризик сите овие работи кои што може да имаат сериозни реперкусии. Одговорноста е огромна, бидејќи јавноста е веќе сведок дека Грција продолжува со истата реторика. Шефот на грчката дипломатија, Никос Кодзијас, вчера повтори дека нема отстапување од црвените линии на Грција, односно нема простор за надеж дека членството на Република Македонија во НАТО ќе се случи додека не се реши проблемот кој што Грција го има со нашето име. Во врска со изјавите дека Грција нема да потклакне под притисоците за зачленување на Република Македонија во НАТО под времената референца, ВМРО ДПМН уште еднаш повторува дека тие може да дојдат до дополнително закопување на двете страни во сопствените ровови. Зоран Заев и новата влада ветија дека многу брзо ќе внесат Република Македонија во НАТО и ЕУ. Зоран Заев и СДС мора да ги исполнат овие ветувања токму онака како што беа дадени. Македонија да стане членка на ЕУ и НАТО час поскоро, но без при тоа да се задира во идентитетските прашања и да не се склучуваат штетни договори кои што ќе бидат на вонредна и голема штета на македонскиот народ и македонската држава.